Во спомен куќата на Света Мајка Тереза во Скопје вчера во присуство на голем број гости и представници на меѓународни и странски организации со пригодна свеченост беа одбележани 19 години од упокојувањето на големата хуманистка, Нобеловка и светица блажената Мајка Тереза. Прогласувањето на Мајка Тереза за светица од страна на поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциско беше одбележана со врачување на статуетки, благодарници и признанија за хуманост Мајка Тереза 2016 од страна на граѓанската асоциација Света Мајка Тереза. Златна статуетка и благодарница за хумани дела му беше врачена и на тетовецот Веле Богатиновски, кој искажа несебична пожртвуваност и хуманост за време на поплавите во Скопскиот регион. Го имаме Веле Богатиновски, меѓутоа дека ќе направам малку разлика, бидејќи во исто време би ја поканила Евдокија Петрушевска, затоа што има едни пораки од Мајка Тереза да ги прочита, кои ќе бидат врзани со оваа хуманост што ги има направено Веле Богатиновски. Значи, Веле Богатиновски е хуманист од Вратница. Човекот кој ги спречуваше возилата и луѓето да се движат во насока на огромната река која се сливаше, таква една порака за живот, за борба, за хуманост, ќе ни ја прочита Евдокија Петрушевска, а потоа го поканувам Веле Богатиновски да се ја земе наградата. Животот е можност, прифатија. Животот е убавина, восхитувај се. Животот е блаженство, уживај го. Животот е сон, оствари го. Животот е предизвик, соочи се со него. Наградата за Богатиновски има големо значење, а ја споделува со сите хумани луѓе. Ми представува особена чест и задоволство што ми беше врачена на ваква статуетка и благодарница за хуманост, Мајка Тереза, во период кога поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциско, ја прогласи Мајка Тереза за светица. Истата награда ја споделувам со сите останати хумани граѓани кои дадоа свој придонес во борбата со водената стихија точно на денешен ден. Како и сите останати институции, поединци кои неуморно помага и дава се од себе во спасување на граѓаните кои случајно се нашле на обиколницата во поплавените региони во Скопје. Зборовите се излишни кои што може да се кажат од денешна дистанца и пред се кои може да се опишат и доживеат за една ваква природна елементарна непогода. За жал, цар настан со застрашувачка гледка. Во мојот живот, што никогаш нема да го заборам додека сум жив, но сепак сум горд што дадов максимум во тој момент од себе, не мислејќи за мојот живот и последици. Сепак во тој миг ми беше побитно да спасам што е можно повеќе човечки животи и да спречам поголема трагедија, бидејќи водата беше безмилосрдна и ние, значи сите допринесоме за влакно да избегнеме една ваква огромна трагедија. Хуманоста и човечноста не се вредности кои изумираат, смета Богатиновски, порачувајќи до сите хуманоста да им биде на првото место. Не сметам дека изумираат, туку напротив. Денес граѓаните на ова хумана и света земја се луѓе кои се препознати не само тука во Македонија, туку и во неа. Добар пример за тоа е Мајка Тереза, која е прогласена за светица. Бидете секогаш хумани, секогаш подавајте рака, бидејќи не знаете кога ќе ви затребе на сите вас. За хуманост признанија Мајка Тереза им беа доделени и на Мохамед Ариф, председател на УНХЦР во Македонија, Слободан Митровиќ, волонтер во Црвениот крст, монсинјор Антон Церемонтиќ од Каритас, како и на Владко Георгиевски од МИК Свети Николе. Пригодни обраќања до присутните имаа почесниот председател на граѓанската асоциација Света Мајка Тереза Љупчо Едински и председателот на асоциацијата Димче Петрушевски. На свеченоста зедоа учество и хоровите Серенада и Смирна, естрадниот уметник Виолета Томовска, Серафина Фонтуза, како и голем број на поетеси.